Македонски медиа сервис. mms.mk. Моја општина. За 7 дена јавното предпријатие ИСР исчисти 3 хектари површина со ѓубре, насобрано не во депонијата, туку пред локацијата на Штипската депонија. Вклучени биле и двете штипски предпријатија, а во расчистувањето на отпадот била поберена помош во механизација од штипски градежни предпријатија. Според директорот на јавното предпријатие ИСР Здравко Коцев, огромното количество на отпад било складирано по долг период и наместо во депонијата и граѓаните и јавното предпријатие ИСР го истурале ѓубрето на овој простор. Нашата идеја е дека овој дол веќе да не дозволиме да биде во една таква форма како што беше, туку оваа површина да ја опремениме и со еден позитивен пример, со засадување на садници зимзелени, нормално со наводнување на истите, покажеме дека и депонијата може да биде едно пристојно место, каде што барем може да се помине. Гледате дека овде има еден пат, селски пат. За да се зачува овој простор таков како што е сега, од јавното предпријатие ИСР најави изградба на влезна капија, така што нема да може повеќе да се влезе ненајавено. Веќе е завршен тендерот за физичко обезбедување. Во овој дел веќе нема да може никој да влезе ненајавен, нерегистриран. Порано имаше луѓе кои што овде ги пуштаа своите свињи на обиколни фарми, доаѓаа луѓе кои што собираа пластики, хартија, железо, многу често ја палеа депонијата за железо. Сега веќе пак имаме некои појави, мали појави на само запалување на депонијата, но имаме и втора фаза каде што се тоа ќе покриеме со земја, како што и секаде во светот се прави, и ќе започнеме со еден нов начин на функционирање на самата депонија. Колку сето тоа ќе чини? Сето тоа е некаде со земјата и со тендерот за багерот кој што сега вие не го гледате, тоа е таму позади, некаде околу 2,5 милиона. Според градоначалникот на општина Штип, Сашо Николов, неисчистената депонија била лош пример на чување на животната средина. Најави дека комуналните инспектори и редари постојано ќе бидат на терен и во сите реони и будно ќе се следи непочитувањето на законот, особено неконтролираното фрлање на отпад од градежни активности. Следната активност е веќе нашите инспектори, нашите комунални инспектори, нашите редари се низ целиот град. И следно што ќе правиме и ќе го донесеме и како одлука на совет е секоја градежна активност која што ќе се врши во било кој дом, во било која правна парцела каде што треба да се гради, без одобрение на општината нема да може да се врши, заради тоа што отпадот, шутот кој што ќе се продуцира од самата градежна активност мора да биде пријавен во општинските комунални инспекторски служби, за да имаме увид дека тој отпад ќе биде складиран во депонијата во право време. И нема да имаме движење на трактори со шутови и отпади, камиони со отпади, не регистрирани, не пријавени во инспекторските служби, заради тоа што тоа е единствениот начин како можеме да ја канализираме и генерализираме и контролираме овој шутот и отпадот кој што се ствари и се расејува на секаде низ градот. Непочитувањето на оваа одлука која што доправа ќе треба да ја донесе советот, ќе биде санкционирано според правилникот кој што ќе го уреди општината. Моја општина. Македонски медиа сервис. mms.mk.